Неплаќачи на вода на Штипски Исар му должат 70 милиони денари. Бидејќи за плаќање немаат табер, предпријатието овие пари се ги бара преку суд. Некаде околу 70 милиони денари не се утужени, што од физички, што од правни лица, и ќе настојуваме на секој може начин да ги наплатиме овие средства, финансиски средства за рентабилно работење на предпријатието. Моја улога како менаџер на предпријатието е да успеам да наплатам што повеќе пари, да дадам личен доход, да граѓаните имаат вода, да имаат паркови, да имаат огромни парцели, да имаат чисти површини, а нивна обврска да ги праќаат сметките. За ваквата пракса да не продолжи во иднина, Исар им излегува во пресрет на должниците. За неплатената сума може да се направи договор и долго да се плати на рати. Тоа може да го сторат доколку долгото е до 30.000 денари на 6 месечни рати, од 30 до 60.000 денари може да го сторат на 18 месечни рати и над 60.000 денари на 24 месечни рати. Сакам да напоменам, доколку не се почитува договорот кој што ќе биде склучен со граѓаните, дека истите ќе бидат утужени, дадени на извршител, ќе бидат запазени сите законски мерки и ќе бидат исклучени од водоводниот систем, бидејќи законот тоа го дозволува. Доколку и ова не се испочитува, Исар најавува тужби за сите оние кои обврските не се ги помируваат. Сите оние трошоци кои што и сметки нема да бидат платени со опомената за утужување, ние ги предаваме на извршител, каде дополнително за многу поголем износ ќе бидат зголемени нивните обврски. Исто така за подобрување на наплатата имаме отворено и нов наплатен центар, имаме склучено договори со сите банки од нашата општина за да можат да ги плаќат сметките без провизија, исто така во функција и електронското плаќање на сметките. За да не се применуваат овие непопуларни мерки, Исар апелира до граѓаните и фирмите сметките да се ги подмируваат навреме. Толерантност нема да има, зашто кога едни плаќаат редовно, може тоа да го прават и другите.